Венко Филипчи и неговите најблиски соработници се само талогот кој остана од некогаш големата СДСМ која сама себе се нарекуваше државотворна партија. Целосно загубени и без никаква идеологија, актуелните шефови на Бихачка наликуваат само на бледа и полоша копија дури и на Зоран Заев и неговите соработници кои од раководни државни позиции спроведоа катастрофални политики со кои директно удрија по македонските национални интереси. Сепак проблемот кој сега го имаат во раководните структури на социјалдемократите е што повеќе не им веруваат ниту најтврдокорните партиски членови. Поранешниот градоначалник на Центар Саша Богдановиќ за Алфа вели дека наместо програма и план како да се делува, Филипче својата безидејност ја сокрива влегувајќи од кавга во кавга со секого. Ова раководство на СДСМ е само последица, односно претходница на некое старо раководство на СДСМ, кое што ги започна сите оние лоши процеси во СДСМ. Они се само продолжена рака, нога, глава и се едно. И сега тие продолжуваат на истиот принцип, дури и полошо. И бидејќи сега имаат проблем, бидејќи не можат ни сопствените членови, симпатизери, гласачи да ги убедат во некоја своја политика, програма, тие почнуваат да обвинуваат се околу себе. Поради погрешните политики, СДСМ се доведе во ситуација да има се повеќе фракции внатре во партијата, кои што бараат реформи и одговорност од раководството, кое целосно неуспешно ги спроведува партиските политики, поради што и СДСМ последните изборни циклуси ги доживува најголемите историски порази. Во СДСМ има многу искрени, честни луѓе, но и самите гледаат што се случува во изминатите години, после катастрофалните порази, катастрофалните политики, и гледате веќе се најавуваат нови расцепнувања и раслојувања. И сега удираат по секого, значи напаѓаат луѓе кои што се основачи на партија, луѓе кои што долги години биле во партијата, луѓе кои што немаат исто мислење и не се фокусираат на програма, на политичкиот противник, него напротив секој друг им е крив. Инаку, поради состојбите во СДСМ, поранешни и сегашни видни партиски функционери формираа платформа насловена «Разговори за еднината». Од таму велат дека на Македонија и е потребен општествен договор како основа за создавање широк опозицијски потенцијал за промени. За раководството на Бихачка тие одработувале за ВМРО ДПМН. Инаку Филипче во последниот период влезе во конфликт со повеќе видни партиски членови кои критикуваа неговата работа. Кавга имаше со актуелниот градоначалник на Крива Паланка Сашко Митовски, кој даде поддршка за рудникот за Антимон Крстов Дол. Иницирано исклучување има и за повеќе членови, како Петре Шилегов и Јован Деспотовски.